Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер Скопје, добро вечер Македонија, здраво другари, добре ни дојдовте во најновото четврто издание на Redcast од втората сезона. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој што секогаш ви ги носи најдобрите и најинтересни гости. И кога сме веќе кај гостите, пред да ги најавам, само да ве потсетам да донирате на нашиот канал, ќе ве карам, значи донирајте, поддржете го нашиот канал. Тоа може да го направите ако скролнете под видеата каде што ќе ви излезат линкови и на нив на различни начини може да партиципирате за нас и за нашата екипа да бидеме се подобри и подобри. А сега кога е време да ги представам гостите, предлагам прво да одиме со едно видео кое што самото тоа ќе ги најави всушност и нив. Да погледнеме. Вторични вибратори, имаме вака нешто, имаме лубриканчиња на силиконска база. Не су баручал ништо изтегувај кој ти била. Господине, нарачам не. Како не, па сега. Дозволете ми да завршам, господине, немајте ми ова вака нешто. Не. Вака нешто може би со вашата сопруга. Абе, изтегувај, да му денесам, се да чопнам со телефонот. Изтегувај кој ти била. Изтегувај. Или ве дојди ако сме. Изтегувај, марш! Надвор! Пидеруден! Се враќаме повторно во студиото, се надевав дека уживавте во видеото кое што го видовте пред малку и конечно да им кажам добре дојде на моите предсе добри колеги и другари Маријан Ангеловски и Јасмин Рамани. Добро вечер, другари. Добро вечер, другару и добро те најдовме. Како сте? Одлично. Одлично, тоа и не било подобро до сега. Не било Ова се да најгови времиња. Маријан, Да. пред се благодарам што дојде. Ти си човек кој што се бави со пишување, ти си всушност писател. Кога започна со пишувањето? Од каде е љубовта за пишување? Ето, тоа ми те запраша. Добро. Па пишувам веќе едно 15 години, мислам дека веќе има, одамна веќе тоа. Љубовта од каде? Па не знам љубовта, тоа би рекол една несреќна љубов. Не секна. Пишувањето. Почнав јас да пишувам афоризми на времето уште во Остан, додека излегуваше Остан во време и од секогаш ми било интересно нека таква игра со зборови, така почнав да пишувам прво со афоризми, потоа се запишав на глума и ми беше доста интересно на часовите и предлог на режисерот Игор Ивковиќ, што ми беше ментор, па ми рече зошто ти не почнеш и драми да пишуваш. И така почнав, ја напишав го Силував межот и почнав да играме представата, имаше некој успех и така некако почнав да пишувам. Што најмногу те инспирира за една книга да напишеш? Дали црпиш теми од општеството или некакви фикции, замислени твои идеи? И колку време треба да се потроши за еве Маријан да напише една книга или еден драмски текст? Така, па претежно тоа се општествени теми, најчесто се некои реални приказни што се случуваат на сите, со тоа што се апсурдни приказни. Јас најчесто пишувам сатира и абсурд, ама кај нас во Македонија нема некоја разлика помеѓу реалноста и абсурдот, така да многу лесно да се пишува кај нас сатура. Кај нас е возможно. Да, возможно е. И така да
Приказните покрај тоа, мислам, тие се абсурдни, но се многу блиски до народот и она што ни се случува на сите. Така, а колку време ти одзема да напишеш една книга? Тоа е различно, Има некој драмски текст го пишувам за 3 недели, некој за месец, за 2 месеци, за 3 месеци. Знам за самоубиство во самоодбрана кога ја пишував, знам дека една сцена пишував може 3 недели и после во еден ден напишав 10 сцени, така да различно е, зависи како ме носи инспирацијата. Ја на почеток си пишувам синопсиси, раскажувам приказната и после оставам веќе си имам структурата и оставам веќе како ќе ми иде инспирацијата и Да, пишувам. значи се е до инспирација на Да, на криштата. Океј, Јасмин, добре ни дојде во Редкаст. Добро ве најдов. Фала ти што се одважи како вечна сенка на Маријан да дојдеш тука секојаш 20 ве знам утам ден. Прочем и оттаму и те запознав и тебе од алтернативниот театар од Пишани. Прашањето до тебе ми е од каде љубовта кон театарот, од каде љубовта кон глумата и кон уметноста? Па, уште код дете, буквално уште код дете, затоа јас мислам дека е најмногу заслужна Видосава Грубач, актерката, не знам луѓето колку ја знаат, тоа е актерка во драмски театар, поранешно, мислам стара актерка. Пензионира. Да. Таа веројатно го примети тој некој мој талент и она дури и ме натера да се запишам на глума, веројатно да не беше она не би се ни запишал. А љубовта е сакав буквално да учев филмови на памет, знаев, гледав филмови по 100 пати, еден ист филм на памет ги знаев, изговарав реплики пред да каже актерот во филмот и буквално тоа ми беше интересно и кога ме натера веќе Видосава да се запишам, веќе влегов во тој свет, веќе се ми беше убаво, буквално тоа чувство да си во некој друг лик е непроценливо. Ти не си професионален актер, прашањето е дали мислиш дека треба да завршиш, ајде да кажам, академија и за да мораш да глумиш во представи, или тоа нема некој мерил? Апсолутно не. Буквално апсолутно не. Сега не сакам да звучам грубо, ама мислам дека ете ние ко алтернативен театар играме многу повеќе представи од многу актери, 80% од актерите не играат толку представи колку нас, не ги полнат салите толку колку нас, така да апсолутно е небитно. Маријан од Пишани веќе години наназад прави турнеи низ цела држава, игра многу представи, произведува многу представи. Какво е чувството да бидеш, ете, ти си носител на Од Пишани, ти си еден од главните основоположници на тој алтернативен театар. Тешко ли е да се води еден таков вид на Така. театар? Па тешко. Не е тешко, мислам, ако сака човек да работи, има работа. Што би се рекол? Да. Не е тешко, има доста работа, има доста одговорности за самата организација на представа, бидејќи за разлика нели од државните театри каде што има работено многу луѓе, нели има посебно човек за маркетинг, за продажба, има посебно за сценографија, за костюмографија, значи многу луѓе. Кај нас ние сме помалку луѓе што ги организираме и реално има многу обврски од самото договарање на домови на култура, на представи, договарање на техника, на светло и така натаму, така да има доста обврски до практично ја работам до административни работи, фактурирање и така натаму, така Сериозно? Па да, мора да се работи и реално има доста работа, али љубовта кон она што го почнавме да го работи, не мислам дека ни дава сила и енергија и така да тоа не носи напред. Кога станува збор за костюмографијата, за костимите, соработувате со некој, ви ги изработува или кој што има по дома од плакар зима се снаоѓате? Како иде Па тоа? многу често и така, да, кој што има по дома, некогаш се снаоѓаме и од други места, некогаш купуваме, конкретно еве за детски представи кои што ги работиме, се купуваме костими што се специјално нели изработени за тоа, така да
се снаоѓаме, реално немаме ние толкави буџети колку што нели имат државните Да, театри. за тој те прашам. Да. Ама се снаоѓаме на некој начин. Битно е според мене представата да пренесе убава порака и да има убава енергија и убава емоција, така да не е секогаш најважно како ќе изгледат костимите или сценографијата, што е секако битно, но не е пресудно. Има представи, знам, што сум гледал што се многу скапи, реално многу пари се вложени. А немаат душа. Па нема душа и ќе изгледаат 10 души, нити ја разбира некој таа представа, а толку е вложено и така натаму. Ние се трудиме, работиме доста сериозни теми, како што кажав, сатирични теми што носат силна порака и не се некои лесни комедии, но се трудиме да се блиски до народот и навистина човек кога ќе дојде на представа на Отпишани да почувствува нешто од внатре, да почувствува дека стварно ова сум јас и истини работи на мене ми се случуваат и на некој начин тоа може да направи општествена промена кај луѓето, кога човек ќе се пронајде во самиот карактер, во самите настани кои што се случуваат на карактерот и јас сум сигурен дека полека со Отпишани градиме некои општествени промени и верувам дека ќе ги постигнеме. Би сакал да позборуваме за кастингот. Како го одбирате кастингот, кој актер ќе ја добие одредена улога, нели, во твоите представи, во Така, твоите така. текстови? Дали обично зимаш некои глумци кои што не се ангажирани, дали имаат предност или сакаш да буквално кога ќе ти се погоди ликот од тој што си го напишал, одма во глава ти текнува на некој актер професионалец или аматер, небитно. Небитно, да. Да. Како го правиш кастинг? Па јас следам доста следам театар, идам на представи, гледам филмови македонски, гледам телевизија што се случува и така натаму и гледам карактерно кој одговара на лековите и се консултирам, да речеме, и со други. Конкретно за Среќен Мртовец, нели Благој Чоревски не е дел од представата. Тоа беше негова желба. Поздрав до Чорката да го поздравиме и поздрав до Чорката. Ќе те викнеме и тебе. така. Така е. Да, поздрав до целата екипа од Среќен Мртовец, така да се консултирам и со дел од екипата што мислат за акторот кој што сакам да биде дел од приказната, али се трудам според она што го знам да одговара на ликовите и на карактерите. Така, дали нивото на аматерскиот театар може да се мери со професионалниот театар? Па може, има кај нас доста аматерски, алтернативни, има професионални приватни театри кои што работат кај нас. Може да се носи, пак оно што го кажав преска, дека државниот театар практично имат огромни буџети. Реално и можат многу повеќе да вложат, алтернативниот театар и аматерскиот театар и независната сцена и така натаму, значи нуди некоја друга димензија, бидејќи различен начинот на спремањето на представите, значи има поголема вложеност од сите, поголема љубов и така натаму се ствара една поинаква енергија. Овдека го нема во алтернативниот театар, го нема она класично идеш на работа од 9 се договарате, 8 до 4, да. сите приватно, Така, кога ќе имате се проба. договараме и мислам дека тоа е позитивно и со самото тоа што во Отпишани, мислам, актерите што се Отпишани, дел од актерите, ние што сме оснивачи се, нели, и актери, они немаат обврски само да глумат, туку конкретно јас многу ми помага и во организацијскиот дел со договарање, плакати ако треба да испринтаме и така натаму, така да самото тоа што акторот се вложува и на друг начин во представата, уште толку дава поголема љубов кон представата и кога играме пред публика, значи се гледа таа љубов. Мислам дека публиката е. Значи вие сте буквално како едно семејство, јас така ве замислувам. Сите си се поддржувате едни со други и нормално си помагате во процесот да ви оди полесно на вас, знаејќи дека немате толку можности, како што каже и сам, нели, немате установа кај што ќе си правите проби, туку мора да барате, да рентате валјда простор некаде. Тоа е најголем проблем. Мислам дека од сите Готово Скопје. Да. Реално кај нас салите се многу скапи. Зашо јас кога правам проект Тоа сакав да ве прашам. Тоа е најголем проблем. Мислам дека сите алтернативни театри кои да викнеш што работи независен театар, мислам дека прво тоа ќе те каже, што салите се многу скапи реално. И тоа е еден абсурд да речеме има конкурс Министерство за култура, они ти даваат некои пари, мислам ако добиеш проект
Ние некои сме добили, некои проекти не сме добили и најчесто не се ослонувам на пари од државата, се ослонувам на тоа проектот сам да се може да се издржува финансиски од себе, од карти. Зборам, ако може да се финансира од карти, значи успешен проектот. И ако може посебно да живее година, 2, 3, 5 од карти еден проект, што мислам дека со среќен мртовец сме на добар пат тоа да го постигнеме и сигурен сум дека ќе го постигнеме, значи дека е успешен проектот. Оно што е апсурдно, да речеме, Министерството као финансира независен театар, независни проекти, а од друга страна па ти му плаќаш огромни суми за сала, што е апсурд за мене. И кога ќе направиш математиката, најголем дел од парите нас не идат за сала. Добро, нели земаат во обзир дека сепак сте алтернативен театар и да кажат ајде на овие луѓе ќе им удриме помала рента, пошто сепак така и вложуваат во уметноста. Изговориме, имаме ценовник и тоа е тоа. Аха, имаат ценовник и ценовник, нема тоа е. отстапување. Мислам, има дел од домови на култура и театри што имаат по-окей услови некои. Па да излезат во Да, пресрак, има. да кажат дечки алтернативен театар сте, еве, терајте ајде 10%, 15% за вас. Има што од Са не знам карти, како да. идат Има и процентите. такви, има и такви, ама во Скопје е најголемиот проблем. Во другите градови е полесно. Па малце е полесно, да, малце е полесно кај нас. Малце е полесно и поевтино. Предпоставувам и цената на билетите во другите градови е пониска од Скопје. Да, и треба да биде, да, кај нас во Скопје се поголеми трошоците за реализирање. Зашто така? Што е Скопје? Демек метропола и сега Па, не знам, некако испаѓа дека уметноста ја ценат според стилот и начинот на живење, сега дека Скопје е главен град, па ајде тука ќе ги напукаме цениве. А? така ќе му дојде, така ќе му дојде. Мислам така е генерално за се и така и за. Да, и тука се и луѓето. Да, сите се. Тука се и во луѓето, Скопје. буквално цела Македонија е тука. А кој град во Македонија најмногу вака ви се допаѓа? Пекчо. Не, сериозно. Македонска мислам, не, каменица. Океј, мислам, и тоа се... Ме интересираше кај има најголема посетеност на вашите представи. Па Штип, мислам дека Штип. има доста секогаш кога играме во Штип. Секогаш. Куманово знае да има доста, некогаш не, ама некогаш. Велес се уметнички град. Велес, Да, Велес, Велес, да. Театарски град. Да. Битола исто, а? Сте биле во Битола? Битола, Битола. допрва треба да играме сега, зборавме декември можеби. Да, Видим. ама уште не е договорено, така да, можно е. Има дури по малите градови, некои сме играле, не знам, и по некои помали градчиња, знае дека во малите градови некојаш може и полесно дека и нема многу настани, кога ќе се испромира добро настанот, е многу полесно да се напуни салата. Да, тоа е во малите градови нема настани, ќе се случи настан, сите знаат, доаѓаат. Да, па нема Тоа е што убаво. друго да видат и може Тоа е би убаво и мислам жалосно е, ама Ајде кога сме веќе за другите градови, дали театарот од Пишани оди на некои фестивали, дали има таков надпреварувачки карактер каде што може ете да се мери, да кажам, да ги покажат силите колку нивната продукција со другите продукции може да се спореди. А сме биле на доста фестивали. не биле, И да. дали имате право да учествувате, да речеме на фестивалот Ристо Шишков во Струмица? Различно Сте били ли таму? Не сме, има некои фестивали што се конкретно само за државни театри, некои се некои се за различни тип на театри. Различни Ние сме били на доста фестивали, надвор имаме доста награди освоено. Јасмен има во Горни Милановац зема за најдобра улога на фестивалот. Зема награда, Огнен има освоено неколку награди, Ивана има освоено, да ги поздравам од екипата Огнен Велески, Ивана и целата екипа. И самата представа има добиено. Да, самоубиство во самоодбрана има неколку награди земено за најдобар драмски текст имаме освоено. Ова зборувате за надвор од Македонија. Да, Па обично, не знам дали сте приметиле дека сите убави работи надвор од Македонија ги ценат, а овде ко по дефолт кај нас нешто намерно те обструираат, те детерминираат, те блокираат, игнорираат. Политика не е интересна. Добро. Океј. Јасмин, дали според тебе треба да се заврши академија за да бидеш глумец или мислиш дека може актер без диплома да парира со професионалците? Па мислам дека преска ти одговорив на истото прашање, апсолутно не. Апсолутно не. Еве, зашто ти не реши да се запишеш на факултет? Не, јас решив да се запишам А, на те одбија? факултет, да. И реков, окей, ме одбивте, ама не ме ја срушивте љубовта.
И така решивме да направиме свој театар. Ако не ме примате таму, ќе си направам свое. И ето, ден денес трае таа приказна и апсолутно не треба, мислам не треба. Треба да се заврши факултет, убаво е да се заврши факултет, ама не е пресудно. Не може мене никој да ми забрани да играм. Значи, ја познавам многу професионални, речи ги актери, дипломирани актери, каде што не играат. Каде што они со години не играле нигде. И тоа е проблем. А ние играме, буквално постојано играме. Да, малце чудно, Сега ја сме можам да се можда повеќе, извини, така, да. посветени на Среќен Мртовец и на детски представи. Еве, ние само претходниот месец, само детската представа 28 пати имам изиграно. Вау, За еден месец. Значи, Се разбира. Како ме разбираш? Ајде кога сме кај детските представи. Познати сте сега периодов, Да. одите по училишта, по градинки, Да. општини, не знам како ви е организирано Имаме тоа. сега една представа Плашливиот лав се вика и играме, имаме уште една белиот танцувач и најчесто играме во самите училишта, градинка, играме и по домови на култура. Па тоа Зависи, мислам, се да. договараме, најчесто дел од училиштата не сакаат ке нас, најчесто сакаат ке низ во школа да не се замарат да ги носат децата и така натаму, а има некои училишта што повеќе им одговара во дом на култура, има поблиски Или така па натаму. немаат услови. Или немаат доволно услови, па играме и во дом на култура. Тие не се, да речеме, моментов представи што најмногу ги работиме и можеби финансиски не се најисплатливи детските представи, реално од нив најмногу може да се живее, така да доста ги форсираме тие представи. Да, ајде да ги тргнеме финансиите на страна, да ве прашам друго, која е основната мисија? Дали преку вашите представи децата можат да извлечат некоја поука? Да. Се надевам дека не го гледате тоа како тест, Не, само да отидеш Не, да ги тоа е дефинитивно не. Самите представи носат силна порака пред се за подобра социализација кај децата, значи и развиваат некои креативни потенцијали кај децата, така да театарот носи многу убави работи кај децата и многу им е забавно. Они од тие 40 минути што ќе ја погледнат представата, значи буквално ги носиме на некој поинаков свет кај што ќе се почувствуваат убаво и ќе уживаат во тоа време. Така. Сега актуелно е на 23-ти, сега буквално овој месец, за неколку дена, во Домот на Арама, во 20 часот се игра представата Среќен Мртовец. Таа не е нова представа, меѓутоа, ете се враќа во Скопје. Вие имате изиграно колку, 2 пати во Скопје, Да. МОП, мислам дека Два пати имате. во Скопје имаме Штип, имаме Велес, Куманово, Велес, Кавадарци. Да. 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 Ајде, кажи ти Кај пофали тебе- кај тебе се ќе- дека Добро, јас умер само во три представи. Да. Бев замена за замена, да. За Огнен, кај те беше За Огнен Веленски? дебитов во Велес, мислам дека Да, таму беше. премиерата за мене беше во Велес и Да. помина одлично, салата беше преполна, имаше овации, стоечки аплаузи, за кои што сум ви пред се благодарен што ме поканивте, нели, јас да се вратам во игра, пошто одамна нема игра. Ај многу добро, ние реално Не ме фали сега. Не, мора. Одговорот на моето прашање од Бореска. Нема Не ме многу фали долго сега играно. пред луѓето, да. Не, морам да кажам, ние имавме многу малце време за спремање, не знам колку се спремавме. Кажи за колку За не знам дена влегов недела дена ли се спремавме, така Ја мислам дека 4 проби направивте 4 само. предпроби, макси, значи како го направи карактерот нешто неверојатно, ја такво Фала, нешто фала. не ја видела, да. Добро, ретка сепак не е за да се фалам јас. Не, треба ама вас еве да пофалам. кажеме, да. Сега би ве запрашал за, ајде да се вратиме на прашањето. Колку време се спремате, како го организирате настанот, има ли веќе продадени билети, дали има интерес од нашава публика скопска, сакаат ли Скопјани Има, да да, гледаат ние алтернативна во Скопје и двете изvedби што беа сега ја наполневме салата во Дом на Арама 590 собира за премиерата беше полна. Исто и опера и балет беше Две полна. недели пред представа Да, да, да. продадени. И сега има доста продадени карти, така да за луѓето што сакаат да присуствуваат побрзо нека си набават влезници, зашто уште малци ќе нема. Тоа може да го направат Да, да. на Tickets, На Tickets, на tickets.mk, они имаат и продажни места на литература, сите книжарници имаат карти,
ЈК Travel во аеродром има, во Розеверо 2 може да си купате и физички карти ако неќе да онлайн да си нарачат, али најлесно и онлайн. Да не се замараат. Ајде, Не виде. Ајде, живи. За Македонија. Ајде. Така е. Така е, така е. Се враќаме назад во студио, драги гледачи, како што може да забележите, ние сме видно расположени. Се надевам дека ве расположивме и вас со нашите прекрасни интерпретации. А кога сме веќе кај интерпретациите, би сакал да го прашам Маријан, што мисли, која има најдобрата улога во Среќен Мртовец? Ау, многу тешко прашање. Јас знам што ќе одговориш. Многу тешко прашање. Тука имаш доста фаворити, доста истакнати актери. Да. Ајде видам ти што ќе ми кажеш и пази што ќе кажеш, пошто ќе те гледаат колеги. Да. Некој ќе се наљутат сега. Се наљутат сега. Еве го, еден од твојата десна страна Добар, стои. не е лош. Еден од твојата лева страна стои. Он не е лош да ти кажам. Не е лош. Добар, игра таму пратам игра. ја, добар е. Да, добар. Игра таму едно 5-6 карактери, 7, 8, колку, 10 игра. Што не игра? Игра Педер, игра Пошкра, игра. А Педер, извини, можеше Педер да иде? Може, слободно ќе Игра тикнем. А игра геј. Хомосексуалец. Игра припадник на ЛГБТ заедницата, игра Што го рекол Чоре. да, игра што играш таму? Што све не Играм игра? Гробар, мајстор, игра мајстор, свашта. Шалтер, мислам не играм шалтер, него. Не си шалтер, позади шалтер. Играш шалтер. Административец. Добре. Играм шалтер, Играм шалтер. играм столица, играм... Да се игра, да има нешто, да се дешава. Абе ако сега... Не, сериозно, ајде. Дали мислиш дека, еве да те прашам, дали мислиш дека без Чоре представата би била таква како што? Чоре, со самото доаѓање на Чоре во отпишани, малце и самиот театар ни дуби на друга димензија, значи пренесе едно огромно искуство на актерите, конкретно знам дека сите актери многу научија од Чоре, мислам и уште учиме. Самата представа така се договоривме да биде колективна режија и Чоре најмногу мислам дека се вложи во тој дел на режија и мислам дека Чоре практично го живее ликот на Живко, тоа ми се допаѓа кај него, он уште кога го прочита текстот му се свиѓаше многу, вика ние ќе го правиме ова, пари ќе најдеме било како ќе конкурираме министерство, нема да одобрат, ние го правиме. Ние конкуриравме во град Скопје, немаше уште резултати, немало и така натаму уште. Најголемиот абсурд. Да, и така натаму приказната е Тоа сакав да те прашам. Што е приказната во главниот Среќен лик Мртовец? се... Мислам, јас знам, гледачиве да ги заинтригираш За малку. гледачите, главниот лик се вика Живко и Живко се седи дома и цурката вака ја раскажува обично. Да, ме прераскажува и крајот, кажува Да, и се се кажува, кажува. и луѓето не мора да представа на крај да. Живко се вика главниот лик и Живко се седи дома со семејството и му стигнува решение дека умрал. Чујте, жена му чита решението дека... Ама и добро име си избрал, искрено. Да, Живко, дека жив, а умран. И му стига решение. Само ја може да му така. Ама не, стварно, интересно е, И добра му стига метафора. решение на Живко дома дека умрал и од тука веќе почнува една сага, буквално, значи Живко се обидува да докаже дека е жив на целиот систем, значи Живко тука почиња по шалтери, сите шалтери од држава ги поминува, сега го праќаат од едно место на друго. Класика македонска работа. Една и тука со ликов на Живко, значи буквално ја соголуваме, значи македонската бирократија, значи на тајна Голготата. буквално тај на толку спора администрација, мислам сите ние знаеме еден документ ако треба да извадиш ќе да вратат 100 пати, значи тоа е некој систем што толку споро се случува и практично сега Чоре го открива обично крајот на представата кога гостува во емисии, ние нема да откриеме што се случува на крајот, меѓутоа во текот на целата представа Живко се обидува на системот и на сите луѓе да им докаже дека е жив, што апсурдот доаѓа во едно време кај што ни он самиот не е сигурен дали е жив. Вика, може да сум жив, а може и да не сум ни ја самиот сигурен. Дали ова го, мислам, кога го пишуваше текстот? Да. Така твојот текст? Да, Да не е на јас. Не, него. А, него? Не. Дали кога го пишуваше текстот го
украде, ајде да речам од некаде, дали ова вистински случај? Дали постои ваков случај во Македонија? Има вакви случаи што најинтересно. Тоа е многу интересно, Многу се интересно што има неколку вакви случаи. Да. Значи, вистини. Да, вистински случаи, сите се различни. Конкретно имаше од тип една господја која што мислам дека во приказната сопругот нејзин умира во болница, али погрешка нејзе ја запишуваат дека умрела и исто таа имаше проблеми немаше пензија да земе жената, не можеше да докаже дека е жива. Имаше од Велес еден господин исто со слични проблеми и уште неколку ликови што Самиот процес на работа се Да. појави Да. уште еден таков човек, нели, Да, па да. не можевме да го најдеме за да го исконтактираме, да го поканиме на представа. Да, Сега тоа сакам гледа да многу би било својата јако да го прекрасна викнете на представа да си ја види уживо својата судбина. Еве го покануваме, мислам сите што се живи стварно, а не се не се водат или не се водат, иначе нека дојдат на среќа мрдовец чисто да ја погледнат представата. И така имаше па да го викнеме. Ама што се живи нека доаѓаат, мислам дека. Не, секако тие се Да. живи, меѓутоа да си дојдат со она по случајот кај што ги прогласиле за Така, мртви. нека дојдат. Као сега по Да, смртницата, као што се прави. Не, Извод од матична книга на умре. тука е уствари целата работа што Живко се обидува да се извади документ дека е жив и го праќаат на лекарски преглед на ова. Значи хаос ми се случува во животот на Живко. Да. Одлично, добро. Ви посакувам многу успех. Се надевам дека ќе ја преполните дом на Арама салата. Да, очекуваме и ќе биде сигурно полна. Сега, кога сме кај Саливен из Македонија, добри ли се вака? Имаат ли услови? Имаат ли се. грејење? Имаат ли Како се светло? Не, сериозно, тоа ме интересира, пошто знам дека сте ги прошетале скоро сите, Па има речам, домови на добри, има култура. добри, има и лоши. Реално Дом на Араман. Дом на Арама, еве, јас знам Не е дека сјајно. постоја пат Супер, кога супер, бев мислам. протекуваше од сите Да, страни. сега е санирано, окей. Добре, мислам, реално има сега конкретно да не збориме за таа Не, слободно можеш да критикуваш, не, ние сакаме да критикуваме, Да. се со цел за да се подобрат нештата. Има доста театри и сали во Македонија што не се во најдобри услови во моментот. Мислам тоа го знаете сите актери таму што се вработени и така натаму што не се има проблеми за зимно време со грење, што не е сегде доволно топло и така натаму. Така да не се баш у најдобри услови. Ја неќам да спомнувам сега места имења, али има негде кај што тече, негде кај што фали нешто. Не сакаме да спомнуваме имиња, ама Во Дом на во Арама. Дом на Араман. Само во дом на Арама. Не, Дом на Арама е супер, да. Сега има некои работи што нема, да речеме, нема театарско светло. Ние Да, тоа е и изнемуваме реално е проблем. од друго место осветлување и така натаму, али супер. Мислам, генерално луѓето што се вработени се супер сите таму, окей, мислам дека и дел од тие луѓе добро ја водат и ги водат институциите, сега колку самата држава се грижи, колку доволно се финансира. Знаете како они реално ако и да направат проект, ако државата нема одобри да го среди театарот, што ќе прави? А реално не знам колку и одобруваат средства. Ја од она што комуницирам и со доста со директори и така натаму, ми се жала дека и не се одобрува многу пари и така натаму. Така да може и ќе се сменат работи. Еве, Маријан, кога сме веќе кај тоа. Кога би бил министр за култура, што би сменил? Сега. Ајде да те многу видам тешко. сега. Менил да не видам. Не, сериозно, еве, нешто што те нервира најмногу во култура. Немам Дали такви- мислиш дека има премногу непотизам, Има, да. премногу мито, има корупција, има наместени конкурси, Има се, има наместени кастинзи, има наместени вработувања, да не се лажеме, знаеме како функционира тоа. Има многу работи. Ја не Што би сменил, еве? Јас знам одма што ја ти не би одговорам, сакал не да да ме видам. праша. Некој, ама еве тебе. Еве ја ќе те прашам после. Не, после прашање. Сега, Сам се го одговори прашањето. што би сменил, еве? Многу работи. Првото нешто. Ја прво не сакам, Една работа. Не би сакал да бидам министер за култура, иначе многу работи. Оно што кажав првото, како прво јас не би наплаќал сала за независни продукции, алтернативни театри, последно не би наплаќал толку многу сала со такви суми што нема логика, а од друга страна па да као демек ја финансирам проекти. Тоа прво би го сменил да може алтернативните театри да се добијат простор за проби и за изведба на представи. Тоа е прво. Друго има театри, сега јас знам кај што се превработени, има актери кои што ми е криво. Без разлика има актери што го сакаат театарот, што се дипломирани, има некои не се дипломирани, што бараат работа, што се борат да дојдат до проект. Има многу театри ја што лично знам кај што има вработени актери, што уопште не глумат од представа, нити идат на работа, си зима плата. И од некои градови идат и работи у Швицарска плюс ова си зима
ова некој што е динар интересно. и си иде. Мислам тоа е не зборам само за актери, има и други работени што така си иде, нити работи, нити ништо нити го занима. Тоа е огромен проблем. Они државата као дава пари, Прво му го зима местото на некој што сака да работи. сака да работи. Така. А јас верувам дека секој актер што сака да биде активен може да најде канали, иако него повикува, нели, пошто они во институциите си имаат режисери вработени и он вика сега поделата ќе ја направам, овој ќе ми глумат, вие нема да глумите, они спијат, знаеш, у комфорт зона. Така е, така. И никој не ги вика, меѓутоа ако сакаш да си активен, ти сам ќе се понудиш. Ја Не мора во истата познавам многу дипломирани актери, да не спомнувам имиња, што со години не се вработени у државни театри, познавам многу што се стварно квалитетни, што се добри. Знам ја. Кирил Трајкос. Значи што се стварно квалитетни, сум гледал доста нивни представи што се добри и што не може да се вработат во театар со години. Еве ја 14 години чекам, Кај чекаш само? Па чекам на 22 Па ти он чека на погрешно место. Александар цело време ми се љути, немој да се жалиш, немој да плачеш. Да. Кој е Александар? Александар снимателот? позади Да. продуцентот бе. Продуцент све. Нормално, све и ние како вас, и ние сме алтернативен подкаст. Така, брат. така. Да ви објаснам. И ние сме сами правиме, сами монтираме, Добар, дечко. сами водители викаме, мислам, Сега се сами. вика окапав ја. Чекај, кој јац? Кој јац? Аце е еден дечко, Така, така. од Гранапчево доле. Вика Ќе го видиш. се окапав. Ај сега мал се да и така ни тргна на хумор работа. Хумор, вика на хумор. Хумор да смениме тема, пошто ќе почнеме да Тема плачеме. се поозбилни теми. Еве, најозбилна тема. Дојасни, кога би можел да го замениш својот живот со лик од цртаните филмови, кој би бил тој? Ова се озбилни теми више почна ова. Озбилно. Ова сериозно прашање. Значи кој цртан, Озбилно кој стана емисија. лик од цртаните би бил доколку го замениш еве својот живот вака? Да ти набројувам под Деве толку мислење. Не, стварно не знам. Можеш. Не, чекај, морам да Ја размислам. размисли. Сега ќе го постиш пак. Размисли. Добро, додека размислува Јасмин за Маријан прашање, дали некогаш си пробал да научиш нешто сосема безкорисно? Сосема безкорисно. Да. Многу добро прашање. Јас се што имам научено во животот било сосема безкорисно, така да. Зашто така? Не да сум пробал и сум научил сите работи што ги учам се комплетно безкорисно. Така да, многу Па, работи. например, да лакираш ногти. Да. Сопругата моја тоа почиња со ногти. Ама тоа не е безкорисно, се Да, пари ова се се да прават. не од испадне као реклама, ова нека да, али ако нешто за ногти треба слободно нека ми се јават, нека пишат ке средиме. тоа. Кој цртан лик би го избрал? Пикачу. Пикачу. Да, Тоа е збориш, твој бе? време. За да бидам мал Пикачу. жут и убав. Така. И слаб. И да те гушкаат тетки. Сега е само мал и жут. Во деколтета да се Мал и греат. Што си ти Пикачу? Добре, пика. Да, добре, дечко, го било. Кај го најде? Браво. Ајде одиме со Маријан уште едно прашање. Која е најглупавата работа на која што си потрошил пари? Ау, знаеш, која што сум потрошил пари, што потрошив пари за бензин, дојам до овдека на Сега, ова ќе го исеча. Не. Сериозно, толку ти е глупаво да се пресне. Не, ова мора да иде иначе не. Не бе, киде. Сериозен си со одговоров? Не сум се чала. Е, ваква емисија сме немале да се... Шала на страна, да. Најглупа работа. Најглупа Си бил у казино, пари. нешто такви работи. Не сум бил никаде у казино, кога бев помалу у хладилница, уплаќав некош добивам. Што го сметам за глупа инвестиција. Да, прав си, да, тоа е многу глупа. Од казино немаш пари да извадиш. Не можеш, да. ја не знам како луѓе уидат. Иначе сум потрошил пари за многу глупи, сега не ми текнува, иначе за многу. Цело време трошиме за некои неважни работи пари. Да, сега моментов. Да, не ти текна. Јасмин, ако твојот фрижидер би можел да зборува, што би ти кажал најчесто? Затвори бе говед. Уште едно кило плюс. Кој други смисло е прашање? Што мислиш ти? Идеме со Маријан. Кога би можел да ја вратиш модата од било која декада, која мода би ја одбрал и зошто? 80 јас кој одговор. Еве, јас ми нека одговор. 80.
Ето одговор. Што е Готово со сум. 80-ти? Оној ретро стил на облакање е еден од најубавите буквално. 80-ти не е баш ретро. Од 90-ти, ајде. Илјадите, Да кажам Не. порано, 60-ти. како да ти 70-ти. отсликам, Звонар не ги знам. носели у 60-тите. Не, мислев на... Ти 80-ти, не тоа знам, беше диско. нашите што се облакале порано, тој стил ми се свија. Добро. Одиме понатамо. Маријан, кое е најчудното место на кое си заспал? Сум заспал. О, па дома у кревет, чекај не знам. Стварно чудно. чудно. Кај сум заспал у автобус, ја многу спиено на времето. На времето у автобус, не знам колку е чудно, али многу сум спил у автобус. Друго чудно место на... па не е чудно. Не е чудно, ние у Куманово кој играме самоубиство во самоодбрана. У Куманово. На представа заспал. Не. Кога играме самоубиство во самоодбрана требаше да се игра во Куманово. И беше многу ладно салата, беше не знам кое време игравме, не е битно, ладно беше многу. И мене многу јас сум навикнат по планина да се спијам секогаш. 4 сати си легнуваме, од 4 веќе стигнав во Куманово и ми дое времето за спиење. И на самата сцена, представата од колку беше, од 8, од 7, не знам. И се наместив на самата сцена, душек најдов таму еден позади. Душек со кебе се покрив, а у самата представа самоубиство во самоодбрана имаме крст. И ја као се спијам и уе будале Јаско глуми во представата. А што е најако Маренко спие вака. Да, као мртво спијам ја. И крст одгоре, идеално. Вака спијам. И поп ти дојде. У представата Јаско глуми, Огнен и Ивана. Као се спи, и Алек е ко-режисер. И као се спијам ја и овие земале ми го наместиле крстот од позади, овакво све. И Те стаја на стори? имаше Остаа слика. слики, ако можеш Да. после да ги убациш. Можам, Ќе ќе ми пуштите? да, ќе ги пуштам, Ајде, да. видат сликите. И наместиле крст, овака јас се спијам, се будам, го гледам крстот, гледам овие се наместиле сите вака као за погреб сте. Не викам. До таму ли тоа е работава, викам. И така тоа е едно место, друго не ми текнува, може да имам, ама сега не ми текнува. Јас ми ти кај си заспал? Не, ја дури и ретко спијам и не можам ја Да, гледам вака подошњак. Освен во свој кревет не можам да спијам буквално, мислам, можам, ама Да, и он ја петра. О, девак, ти не поштен, спијам. брат. Не, него не. не можам. Мислам, освен во кревет буквално не можам на друго Не, место да си заспиам воопшто. Аха, добро. Идеме по надаму. Ја. Кој е најсмешното име што го имаш слушнато? Гајтана има. Гајтан. Гајтана има една господја, ако не се лажам, од централна регистар работи, не знам кај. Гајтанка. Гајтана има. Вау. Гајтана има една Немам жена. Ја имам слушнато прочитав во Србија. Не знам како се вика, човекот го викаат февруар. И као зашто го викаат февруар, има една нога пократка. Ова не е вистина, ова е заебанција. Не ме тако му е А, прекарано. Февруар. Катастрофа, брат. Има лимонка, знам што се вика една жена. Има лимонка име, да. Има. Има и виолина, јас сум. Виолина и гитара. Не, само виолина, без гитара. Океј, одиме со Јасмин. Ако се преродиш во предмет, кој предмет би сакал да бидеш, пазиш да ќе одговориш. Вибратор. Значи, кој предмет би сакал да бидеш доколку си предмет? Пази се. Така, Што да. ќе кажеш? Ајде, побрзо сега, немам. Ајде, немаме цел ден. Столче. Тоа ете готово. Сериозен си? Да. Добро, столче. Маријан, ако некогаш организираш конгрес на смешни луѓе, која личност ќе ја поканиш? Тебе нема, дефинитивно. Добро, знам. Тоа е. Па јас кој ќе ја земам со мене, он е да доста смешен. И ти не се лоши, Ти тебе не, може те пратим од преска, добар. смешни луѓе ја Добар си, можда во следната представа игра. Доста. Добар си, Дај, кажи сериозно сега. А иначе Еве, кој комичар најмногу го оцениш од Македонија? Па има многу политичари што се доста добри комичари, не би ги спомнал, али би викнал доста
сегашни поранешни министри, премиери, председатели, мислам дека тие до сега според она јас пратам Македонија комедија, доста стендап комичари и така натаму, али мислам дека они се врвот македонските политичари. Се најбољи стендап. Се најбољи, дефинитивно ја имам се гледано така да се тука би ги покренил нив и да бидат сериозни и ќе испадне одлично. Ќе испадне многу смешно. Ќе испадне многу смешно. Јасмин, кога последен пат си се срамел од нешто што си го направил? Кажи како е брате. Јас знам што си направил. Ќе се ципол. Што направи, кажи? Па не можам да кажам што направив, ама не можев да се појавам на тоа место едно месец и пол сигурно. Наверно, вакви прашања поставува. Буквално. Добро. Маријан, кој е твојот најомилен изговор? Најголем изговор, ама шала на страна не користам изговори. Сериозно? Да. Стварно не користам. Толку си искрен? Не искрено мислам. Те пообично луѓето што лажат имаат изговор. Да, па може и така да се каже, зборам, немам изговори за работа за било што или не користам. Сега не може и да имам, али не ми текно. Мислам дека немам изговор, не користам. Не користиш изговор? Не користам. О, секоја чест. Благодарам на Јасмин, морам да си идам, извинувам ако изговор. идеме со Јасмин, нему уште многу вакви трик прашања. Ако можеш да создадеш празник, како би се викал и какви правила ќе има? Јас знам ти каде празнуваш најчесто, ама сакам публиката да чуе. Повтори го? Ако можеш да создадеш празник, како би се викал и какви правила би имал тој празник? Би го вратил ден на младост. Ден на младост би го О, вратил. малце на микрофонот доближи се така. Кажи ден на младост. Не знам дали спомнам. Ден на младост би го вратил. И би го виклеле Цоре да го води. Тоа се правилата, чоре мора да го води, а? Добро. Маријан, која е најчудната работна позиција која си ја видел или слушнал? Ова е нешто поврзано со твоите. Најчудната, па сега не како конкретно, сега мене ми се чудни овие нови као работи и секретарка, а она ствари има некој чудно име асистент на не знам што. Асистент на асистентот. Да, има такви многу На асистентите. чудни. Денеска, а најчудните се реално у државна администрација кај што ги измислуваат работни позиции, кај не ги знам како се вика. Министар без ресор. Без ресор, со ресор, па овој таму и некои измислени работни позиции не работат на луѓе, осидат таму нити работат, ништо тие се најчудни. Што не знам ни како се викаат, не знам ни што работат, ни зашто постојат така. Јасмин, дали мислиш дека кравите комуницираат меѓу себе за што си прават муавет? Па еве комуницираат. Со какви волови ја имам комуницирано. Дефинитивно комуницирам. Да, добро. Значи комуницираат меѓу себе. Океј, сега предлагам туку уште една песница. Ајде, иде. Од мене, мислам не од мене баш од Марлон Брандо, во минатата. Ау, Ајде, на крај ќе ја отсвирам една. Сега идеме со една многу јака песна, се вика Пушти коси. Ау, Мој пушти косите, те немам видено со пуштена коса. Како ја фаќа? не. Браво. Тоа Напред на родњак. Па како мислиш? Така оригинално, шо ти? Идеме. Запеј, запеј, бистра водо, и ти сонце мило златно. Запеј птицо и понеси песна нова, мака стара. Ајде сите! Ајде. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Тоа е. Уште една. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти
Ушти коси јасмин, ветер да ги носи. Запеј, запеј, бистра водо, изми душа лечи камен. Запеј птицо и понеси, песна нова, мака стара. Играј оро, крши снага, ој ти мое мило драго. Шолица! Пушти коси, ветер да ги носи. Играј оро, крши снага, ој ти мое мило драго. Така е! Пушти коси, ветер да ги носи. Браво, браво. Одлично. Се враќаме по джинглот, уживајте! Се враќаме повторно во студиото во пријатна и опуштена атмосфера, драги гледачи, се надевам дека со моите гости го задржуваме се уште вашето внимание. Доаѓаме и до самиот крај, имаме уште неколку минутки. Се надевам дека нема да ми замерите. Не, како? Не, чекај, јас врати се. Крај. Вика, не вика тука за пола сада. Океј, Маријан, Да. овде пред мене не ги спромовиравме твоите книги. Значи, првата е Колку убав погреб, што наслов си ставил, ја напиша... Иначе љубовна приказна колку убав погреб, не звучи така, ама љубовна А приказна. што е со насловот? Па насловот е практично приказната за еден бездомник. Све нешто со мртовци ти е поврзано. Не, овдека не е со мртовци. Така, Погреби, така. мртовци. Тужен си. Колку така мислиш? Колку убав погреб е приказната за ангел, еден бездомник, ангел се вика и он се храни на погреби. Човек во виде од погреб на погреб така јаде, ствари, што на погреби дават за јадење. И на еден погреб запознава една девојка Марија и тука се случува љубов на прв поглед, се заљубуваат. И практично таа Чекај, не те сватим. Ангелот се заљубува во Не, Марија. ангел се вика човекот. Ме збунила се иде од погреби. Добро, значи ангел се Ангел е протагонистот во Да, твојата. протагонистот, Добро. бездомник, он спие на железничка и се храни на погреби, пошто на погреб дават за јадење. Да, добро, окей, јас мислев као дели за душа се дава, па се си мињаат тоа се си мињаат, не знам. ангелите. Окей, добро, и он се заљубува во Марија. Да, се запознава со Марија, се заљубува и сега дај на забраната љубов од дома Марија не ја пуштаат со ангел, пошто овој бездомник и така натаму да се гледа со него. И практично тоа е една љубовна приказна, тоа имаме и представа што ја игравме. Во моментов не се играли, би сакал да ја вратиме во пишани представа. Тебе сите книги ти се буквално драми, текстови, значи не се класични, да Имам со речеме, афоризми. белетристика, не е. Па таа е практично, таа е роман, новела е. Ром, колку аха, да. добро. Ми е направена драматизација за представата која ја правевме, а другите ми се драмски текстови, да речеме. Океј. Самоубиство. Оваа книга дали може да ја најдат некаде на гледачите? Може да се најде, нека влезат кај мене на Инстаграм на профилот, има таму линк и онлайн може да се Да се симне. Не да се симне, се купува. А, се купува. Онлайн се нарачува и по пошта им стига. Значи, напака, зашто си? Абе, седи. Може онлайн да се нарачат, вака ќе се Добро. добијат, да, а има и у книжари, му антолог, не знам дали уште имаше, антолог издавач на Го силувавме ежот. Да. Да. Имаме самоубиство во одбрана, веќе Во спомнавме, самоодбрана. тоа е представа, Да. текст од кој што веќе е направено. Така. Представа, одиме со Среќен мртовец, каде што и јас глумев, сега ми избрка, пошто се врати, што го менја. Доста ти е три Ова е представи, представи, што сега. сегаш поише. Океј, Ајде, одиме видите. со Го силувавме ежот, го силувавте ли? Да, тој ми е прв драмски текст. Браво. Ми е...
Трета книга ми е, првите ми две мисли со афоризми ми е прв драмски. 2018 Да, тука година. почна нашата приказна ствари, тука Океј, овие книги предпоставам мене ќе ми ги оставиш. Да, Максим, не е Дека проблем. ние имаме огромна Тука, библиотека за со библиотека, книги да. и ќе си ги прочитаме. Одиме, животот е краток и нејасен. Е, таа не е ми уште поставена, може да биде следниот наш проект живот Заеднички, на края. претпоставувам. Да, може да биде, да. Вечерно. Кога се кога. Океј, Да, не е уште. одиме со Македонио Офмури Мајко. Е, тоа ми е прва книга. Се гледа. Да. Да, со афоризми. Кој е овој позади, сериозно? Јас сум, да. Ти си овој Па позади. нема брада на времето. Брат, ова не личи на тебе воопшто. Да, не личи на тебе. Па и ја не личам на мене, ама сега... Стварно не личи ова на тебе, ме збуни малце. Добро. Океј, одиме со ова, што е секој Да, 404... свакодневни. Секој свакодневизм. Да, постои на македонски и на српски, тоа е со афоризми книга, сме повеќе автори таму, како што може да Забележи. видиш, да, и на македонски и на српски, таа е двојазична книга. Да, и се Океј. Сите овие книги, чекај уште една не поминавме. три Миле Ѓоргиевски, Миро Георгиевски, Маријан Ангелковски. така. Ангеловски, извини. Таа е со Тука афоризми, заборавив. со афоризми, со карикатури. Има карикатури од Миро, од Миле и од мене има афоризми. Да, Океј. сатирични. Сите овие книги може да ги најдат онлайн да ги симнат на Не твојот да ги Инстаграм симнат, профил, не да си ги симнат. да си ги платат, да си ги купат, нормално, да, си и ги купат. поштарот ќе им ги донесе. А поштарот ќе им ги донесе. Ќе им ги донесе. Поштарот колку пати тропа, маје? Поштарот тропа. Јас ми знаам. Е, така. За крај, порака до гледачите. Пораката до гледачите е на 23 ноември да дојдат во Дом на Арама да Не, Како избркам. стварно сум го избркан. Ајде. Ај пак. Ајде, не, нема пак. Не. Да, те мола, порака до гледачите. Иде цело време. Порака до гледачите е да дојдат на 23 ноември да ја гледаат представата Среќен мртовец, да повториме дека билети може да си набават на tickets.mk и се гледаме на представа. Океј. Маријан, земи си го микрофонот. Еве јас ке Ајде, што на бесна. Борба за микрофон. Добро ли? Одлично. Ќе се го седеме. Ќе им го даеме поклон. Чекај, тоа заборев. Ајде, поклони имаме за вас, ама прво порака. Поклони, ќе се поклониме. Да. Мојата порака за гледачите е да идат на театар, да гледаат представи, да идат и во државни театри, да гледаат што се случува на театарската сцена, да следат независна сцена, алтернативни независни театри и да живее Македонија. Така е. Нели? Да живее? Ќе заборавев за малку, бидејќи сте супер прекрасни. Не, бе. Види. Зошто ова секој водител го вика на крајот, за малце ќе заборавам. Па не, јас никогаш не ја фаќај, чекај, Не, трнија чаша, чекај, трнија. Пази се, од тука. Ајде, пуштај го. Можеш да отвориш да видиш. Абе, не требало да се Сврти го троши. логото, тоа се Не брендирани требало. чаши од Redcast, Што од нашиот анонимен Ај, спонзор и покровител, Па кој не што требало. секогаш ни дава интересни поклони за нашите. и јас сакам. Да. Мислам дека секоја голтка ќе ти текнува на мене, признај. Ај, сега тоа... Сам не знам. Веројатно пошто се неквалитетни. Ај, добри сте. Да. Океј, драги гледачи, тоа беа Маријан Ангеловски и Јасмин Рамани од алтернативниот театар од Пишани. Се надевам дека денеска на вистина го задржавме вниманието за прв пат во Redcast. Требаше да очекаме втора сезона да дојде за да викнеме двајца гости кои што малтене се бореа со микрофонот, не ни замерувајте ако тонот е малку лош од страната на Јасмин. Ќе се поправиме следен пат, ќе нарачаме уште еден микрофон доколку вие донирате на нашиот канал и не поддржите. Ќе се бидејќи поправиме. гледате дека и ние алтернативно се бориме со сите работи за да успееме ете така да ви удостоиме и да изгледаме како што треба. Ќе ве поздравам вечерава со еден цитат од Мартин Лутер Кинг кој вели крајот на нашите животи
почнува дента кога стануваме тивки за важните работи. А сега, одиме со песна и ја завршуваме ова епизода. Немам зборови да ти објаснам колку сакам. Не можам да изберам ја стихови, туку така. Од тоа чувство не можам јас да се пронајдам на мапа. И онака длабоко во себе одлучив да биде еве вака. Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе, добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден, се дур си слободен уметник, ти не си вреден. Секој ден се исти песни, колку јас те сакам тебе на радио, бейбе. А љубовта ми стана ефтина, решив да ја блокирам. Јас со време репризи од караници и малку секс како на ТВ, кафе у кревет. Ми треба кислород и сила да не повратам врз тебе или у кебе. Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе, добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден, се дур си слободен уметник, ти не си вреден. Денешницава ме тера да се сомневам во себе, што ми е мене. Те отврла ко слепа кушка и кој те ебе, даваш ки се где. Од совети, забелешки и критики сум опериран и релаксиран. Така културно ке те одјебам и продолжам да свирам и игнорирам. Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе, добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден, се дур си слободен уметник, ти не си вреден. Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе, добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден, се дур си слободен уметник, ти не си вреден.